Ви благодарам. Почитувана колешке, во дел од вашето излагање рековте дека буџетот се базира на реална обснова, меѓутоа, за жал, и констатацијата на голем број и на експерти и на пратениците дека станува збор за нереален и најобемен буџет во Република Македонија. Меѓутоа, најобемен буџет во кој што нашата општина од која што јас и вие доаѓаме, за жал, речиси не се споменува. Очекував, почитувана колешке, како управеник кој што доаѓа од Прилепа, истовремено сте и член на Комисијата за финансирање и буџет, да покажевте барем мала доза на критика за буџетот за 2019 година. Зошто мала доза на критика? Повторно ќе повторам. Заради тоа што јас еве ги следам буџетите од 2011 година па се до овој 2019 година и за жал прв пат се случува општина Прилеп, градот Прилеп заедно со населените места воопшто да не е споменат во буџет за разлика од минатите години. 2019 година е прв пат да имаме буџет во кој што Прилеп речиси да го нема, освен оној дел каде што се споменува реконструкција на градската болница, меѓутоа стои само една реченица реконструкција некаква на градската болница во Прилеп, каде што средства воопшто немате ни споменато во буџетот колку се планираат и всушност зашто се планираат да се вложат и ако се вложат во 2019 година во оваа болница. Понатаму, ја споменавте клучката кај зоната Алинци. Овдека мора да ве поправам дека вие зборувавте сега за буџетот за 2019 година, меѓутоа клучката кај Алинци средствата беа обезбедени во буџетот за 2018 година. И таа веќе се работи со средства одделени во буџетот за 2018 година. Исто така, спомнавте ќе се гради водовод и канализација. Почитувана колешка, водоводот и канализацијата во оваа зона беа изградени пред Социјалдемократскиот сојуз да дојде на власт. Имено покрај водовод и канализација беше изградена и патната инфраструктура во оваа зона. И токму заради тоа почнаа да се отвораат и фабрики, затоа што беа веќе создадени услови за да можат странски инвестиции да почнат да се отвораат во нашиот град, односно токму во оваа зона. Очекував барем нешто да споменете за гасификацијата. Гасификацијата која што во време на ВМРО ДПМН е донесена пред Прилеп до Плетвар, меѓутоа понатаму апсолутно немаме никаков одговор што планирате и дали нешто ќе сработите за да се продолжи со овој проект. Очекував нешто да кажете во врска со вработените од Еврокомпозит, кои што плата и придонеси не земаат со месеци, кога ќе излезат на протест ги прима премиерот Заев или вице-премиерот Анѓушев, им ветува една плата, добиваат една плата, па на луѓето им забрануваат да протестираат и редно е вистината е да ја слушнеме овде за нив. Очекував да кажете нешто за амандманите кои што јас и Димитар ги поднесовме. Зошто не поддржавте, например, изградба на детска градинка во Точила? Зошто не поддржавте изградба на театар? Обиколници на патот Градско Прилеп Македонски Брод, како и Македонски Брод Прилеп, Македонски Брод Битола. Впрочем, тоа беа и проекти кои што Социјалдемократскиот сојуз ги вети 2016, а ги повторивте 2017 на локалните избори. Благодарам.